Добро вечер. Советот на јавни обвинители вчера донесе одлука да распише оглас за прием на 31 јавен обвинител, сите во обвинителства надвор од Скопје. Меѓу 28 теми на кандидати што ќе може да конкурираат за 31-то отворено место, на извученото име за кое се крена врева во јавноста по објавувањето на конечната ранг листа на оние што ја завршиле обуката на Академијата за суди и јавни обвинители е Барлет Џафери, син на претседателот на собранието Талат Џафери. На огласот ќе може да се пријави, например, и Албулена Абази, сопруга на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази, како и Јетмире Беџети, син на судијата во Скопска апелација Енвер Беџети, кој беше известител при одлуката да се укине првостепената пресуда во случајот за масовното прислушување Таргет Тврдина, предмет за кој подоцна судскиот совет заклучи дека неразумно долго бил држан во апелацијскиот суд. Регрутирањето на идните суди и обвинители, квалитетот на обуката што ја добиваат и колку таа ги подготвува за сериозните задачи со кои се соочуваат при идната работа е главната тема на која вечерва разговараме со директорката на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер Дамјановска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Провокативна е најавата, знам. Точно. Но такви се и состојбите во судството и обвинителството. Вие сте некако составен дел во поширока смисла целиот тој систем. Во последниот период, откако ја објавивте конечната ранг листа за дипломираните од седмата генерација на Академијата со која што раководите, сте во фокусот на јавниот интерес. На посочувањето на конкретни имиња и презимиња, звучни, вие ќе одговорите. Зачудува логиката на жигосување на некои лица само заради нивното звучно име и семејна припадност, бидејќи се пријавиле, поминале низ процесот на тестирање, се запишале и потоа ја завршиле обуката. При тоа, госпоѓо Габер Дамјановска, се повикувате на уставното право на секого да може да биде избран на јавна функција, ако ги исполни условите за тоа. Моето прашање би било: има ли и морална страна во оваа приказна, за која што мора да водат сметка оние што сакаат да се запишат и се запишуваат на Академијата за обвинители и судии? Во ред, да, јас навистина стојам позади тоа што го кажав. По однос на моралната страна, мислам дека е малку подлабоко и треба да се анализираат повеќе аспекти. Дали личниот афинитет, некој да работи одредена професија, и дали можноста еднакво да се надпреварува заедно со други, без разлика на неговото потекло, презиме и така натаму, може да се оквалификува како неморално или морално. Во таа смисла, мислам дека е одлуката лична, мислам дека секој граѓанин на оваа држава може да си го определи својот кариерен пат и професионален избор, прочен тоа како што наведовте и уставот и законите тоа го возможуваат, се додека тоа се случува во рамки на некој систем на заслуги, мерит систем, за да може да се пријави, да помине низ филтерот, да успее да се запише и да заврши. Може би во сите оние работи кои што ги спомнавте, мене ме зачудува лично една друга работа. Листата на примени кандидати е позната уште пред 2 години. Тогаш се крена прашина, се крена врева, се оспоруваше системот на тестирање, помина сето тоа и сега навистина ми е чудно зошто повторно јавноста е зачудена, тие што се запишале и поминале ни сите фази на едукацијата, завршиле. Добро, дебатата на нашата јавна сцена поминува низ такви амплитуди. Да, вие разбирам дилемата, апсолутно. И мислам, навистина искрено мислам дека тоа е на некој начин искористено во некој јавен политички дискурс, бидејќи самата академија и генерациите низ кои што минуваат низ процесот на образование, мислам дека не треба да бидат ставени во таква машина и во таква функција. Мислам дека е навистина нефер. Да, како продолжение на дилемата и почетната теза. Дали во држава во која довербата во судството и обвинителството е таква каква што е исклучително ниска и пред се е таква поради перцепцијата за надворешни влијанија и во обвинителството и во судството, кога ќе слушнете дека синот на претседателот на собранието ќе биде иден јавен обвинител, тоа придонесува за зголемување на довербата или не?
Така е, но јас кога би била на негово место, а верувам таа е логиката и на самиот кандидат, би се потрудила максимално кога ќе стапам на должност да покажам дека навистина работам професионално. Од таа причина мислам дека навистина на сите овие млади луѓе кои што се среќни што завршиле и се среќни што еве сега ќе стапат на должност, да им дадеме шанса да видиме дали тие професионално ќе работат. Зошто однапред да сметаме дека некој заради родителот или за некоја друга причина нема да ја врши својата работа совесно? Веројатно сме изгорени од искуствата досега во праксата. И веројатно тоа е причината и поради која што и во многу случаи, како велат, се дува и на јогурт. Точно, ама мораме да одиме понатаму. Мораме да работиме и да видиме низ тестот на јавноста, низ тестот на работата, дали некој работи како што треба или не. Уште една теза пласиравте во вашата реакција по бројните реакции во јавноста. Рековте, не сметам дека треба да се критикува семејната традиција во однос на некои професии, напротив, бидејќи тоа не е случај само со правната професија, туку и со други, па ги наведувате медицината, инженерство, па и новинарство, рековте. За мене тоа е нормално, бидејќи потомството расте во средина во која нивните родители зборуваат за својата работа, поседуваат соодветна литература, информации, негуваат одреден афинитет кој влие врз нив. Погледнато подлабоко, велите, мислам дека неголемиот број на академци од оваа генерација имаат такви допирни точки со правната професија, но дел од јавно експонираните имиња немаат таква традиција. Сега пак да не споменувам конкретни имиња, но да, има дел, керки, синови на судии, на обвинители, на адвокати, да, ама дел и нема. Во ред, ама тие спаѓаат во таа друга категорија, што исто така треба да се докаже ни својата работа, еднакво како и овие што имаат некој тип на, да речеме, семејна традиција за работа во одредена професија. Колку има простор за сомнеш при регрутирањето на кандидати, при самиот чин на запишување, бидејќи тогаш е клучниот филтер, колкав дел од тие што се запишуваат ја завршуваат академијата? Речи се сите, така? До сега беше така, значи зборувам до 6-та генерација, сите што се запишале завршиле. Со 7-та не е така, има 2 кандидати кои отпадна, еден од здравствени причини, еден како резултат на дисциплинска мерка. И за јавноста да знае, сега единствена можност за да бидете избран за судија или јавен обвинител во Северна Македонија, мора да имате претходно завршено академија за суди или обвинители. Нема друг пат во моментот. Апсолутно. Значи, тоа беше интенцијата уште пред 15 години кога се образуваше академијата, за да биде системски поставена по теркот на други западноевропски држави, каде што нивните академии исто така играат иста улога. Устројството, внатрешната организација, односот со телата, составот на сите тела на академијата беше правено по тој принцип, значи по пример на слични академии од западноевропските држави, и на некој начин академијата е веќе 15 години духовно чедо на Европската унија. И нејзината работа многу внимателно и одблизу се следи за да биде доследна на оние принципи на кои што е таа првично востановена. Во нашиот систем со текот на годините постепено се стеснуваше просторот за регрутација на кадри во судството и обвинителството од страна, значи да не бидат лица кои што завршиле 2-годишна обука во академијата. Тоа прашање конечно се затвори пред неколку години со последните 2 избора во Управниот суд и веќе не постои можност законска да се регрутираат кадри од страна. Значи, патот е единствено преку академијата, но морам да кажам дека тој став е формулиран и Европската унија цврсто стои позади тој став, дека мора да трае 2 години, дека приемот мора да биде еднаков за сите категории на лица со правна струка, значи не само посебни програми за стручни обвинители, не скратени обуки за некои други профили на професии, туку тоа мора да биде според актуелната програма на академијата. 2 години, еднаков пристап кон сите кандидати кои сакаат да се запишат и да минат низ целиот процес на тестирање. Поедноставено, клучно е дали ќе се запишете на академијата. Се разбира, важно е да ја завршите за да станете судија или обвинител. И сега еднаш го поставив, ќе го повторам прашањето. Колку е фер
и правичен, колку сметаме дека е фер, можеме да сметаме дека е фер и правичен процесот на регрутирање при запишувањето на кадрите на академијата? За јавноста да биде запознаена, значи тој процес трае долго и е тежок. Ако направиме компарација, еве репер можеме да ја видиме од скорешното искуство контакти со колегите од Шпанската академија. Самите едукатори таму кажуваат и ни објаснија каков е системот. Кандидатите кои што на годишно ниво се примаат се 120 на популација скоро 45 милиона жители во Шпанија. За да некој помине успешно, се подготвува 5 години претходно да учи, крваво да учи, за да може успешно да го положи испитот. Кај нас исто така, морам да кажам дека е тешко. Се полага јазик, значи не е со оние сертификати кои што се уште јавноста може би е во заблуда бидејќи смета дека се уште доаѓаат кандидати со сертификати припремени од страна, од меѓународни. Така, баш заради тоа и го кажувам. На фалсификувани сертификати. Така е, кој што немаше правна завршница, во меѓувреме верувам дека застари предметот и така натаму, но без разлика на тоа. Сите кандидати, првичниот филтер е полагање на странски јазик. Значи, во рамки на академијата. Академијата има стандардизиран тест за ниво B1 и заинтересираните кандидати прво треба тоа да го положат. Потоа следи првиот стручен дел од испитот, кој што е квалификацијски испит. Тоа ќе се однесува на различни области на правото. Имаме, се разбира, програма која што месеци однапред ја објавуваме на нашата веб страница, кандидатите може да се подготват со прашања, се разбира не одговорите, туку самите прашања, базенот е огромен. Илјадници прашања постојат кои мора кандидатот да ги мине за да може да види како тоа изгледа и да знае на кој начин да се подготви. По положувањето на тој тест има психолошки тест, па следи тест за интегритет, потоа следи практичниот дел во смисол на полагање на 2 студии на случај, едната од граѓанско, другата од кривично право, и финалната фаза е усното полагање. Значи, збирот на бодовите од стручниот дел од испитот, значи квалификацијски од студиите на случај и усното полагање, го прават конечниот ранг во рамки на академијата. Ако не сте паднале на тестот за јазик, ако не сте паднале на тестовите, на психолошкиот и на тестот за интегритет. Дозволете тука сега да поставам неколку дилеми поврзани со начинот на кој што се изведува овој испит. Најголем дел од членовите на комисијата за приемен испит се по предлог на судскиот совет, 4, советот на јавни обвинители 2. Комисијата има 10 члена. Ова се 6 мина. Еден од Министерство за правда, извинете што ви обаѓам, еден психолог, но тој е само во делот на психолошката профилација на кандидатите. Еден од Сдружение на судии и еден од Сдружение на јавни обвинители. 10 лица се составот на комисијата, значи најголемиот дел суди и јавни обвинители активни. Да, мојата теза е следната. Ако перцепцијата во јавноста за влијанието на дворешно врз работата на судскиот совет и на советот на јавни обвинители е таква каква што е, и од таа не можеме да избегаме, а тие се клучни при формирањето на комисијата за приемен испит, може ли да сметаме дека таа комисија може да спроведе фер и веродостоен процес? Ние разбирате дилемата. Разбирам, со тоа што техничкиот дел од одвивањето на тестирањето најмногу се случува во рамки на компјутерскиот систем. Човечкиот фактор е во оние последни 2 бода, кои што се во финал ја формулираат оценката. Кога го спомнувате овој компјутерски, се вратиме на ова, бидејќи го спомнувате овој компјутерскиот електронски дел. И тука во минатото имаше сомнежи за тоа дека се пробивале прашања, дека се местеле резултати. Колку можете вие да бидете сигурни дека тој процес се одвива на начин на кој што треба да се одвива и нема надворешни пробивања? Значи вака, познато е дека самиот тој центар, значи базенот на прашањата се одвива во компјутерскиот центар кој што се е во рамки на владата. Хостингот го прави фирма која што договара не само за академијата, туку и за други субјекти кои што треба да поминат низ процес на тестирање за различни други работи во договор со владата, значи се прави групна јавна набавка.
Самото мене малку ме зачудува, морам да ви кажам, кога велат најдени се тестови ваму или онаму. Како можете да најдете тест за прашања кои што се илјадници и е базен на прашања кои што у моментот кога кандидатот седнува на компјутерот и ја укуцува, ја внесува својата шифра, му вади алгоритамот, значи врти и работи и вади конкретна комбинација на прашања кои што ни еден друг ја нема кандидат, бидејќи тоа е машина, не саќате црпи и врти. Дека алгоритмите дозволуваат да бидат манипулирани. Така бидејќи тие зависат од луѓе. Не, вака да ви кажам една работа, можеби јавноста не ја знае, ама комисиите досега што работеле ја знаат и ја знаат и самите кандидати што досега полагали за 7-та и за 8-та генерација. Значи, секој кандидат, кога ги подава своите документи во Академијата, добива една своја шифра, затоа што ние чуваме анонимноста на кандидатите, се додека не завршат сите фази во рамки на институцијата и потоа се излегува со имињата. Таа шифра, со која доаѓа кандидатот да полага електронски, е една бројка. Втората шифра, по систем на лотарија ја вади во моментот на влез во компјутерскиот центар. Самиот кандидат ја влече од мноштвото шифри кои што се стуткани ливчиња и кои што не може да се видат. Втората шифра, која што по лотарија ја вади, и таа е таа што ја вметнува кандидатот во моментот на полагањето. Значи, никој не може да знае во тој момент која е неговата шифра. Не може да се нагоди конкретна шифра за конкретен компјутер. Има двојни шифри, значи во стручните делови на полагањето за квалификацијскиот тест и за студиите на случај, кандидатот вади за секоја фаза по една посебна шифра. Ајде сега за човечкиот фактор, онаму каде што и по закон и по процедура е предвиден да постои, а тоа е усниот дел, така. Од приемниот испит. Јас ја поставив дилемата околу составот на комисијата, незиниот интегритет со оглед на тоа што е регрутирана од тела за кои што не постои некоја голема доверба во јавноста. Видете, сега можеме ние во се да се сомневаме во државата, но јас морам да кажам исто така дека секој кандидат има право на приговор за стручните делови, за двата стручни дела на тестирањето. Едно право на приговор има за квалификацијскиот дел, кој што иде, ако не е задоволен со приговорот, бидејќи има право на увид во своите прашања по завршувањето на тестирањето, доаѓаат во Академијата и ги гледаат прашањата, ги гледаат одговорите и може да приложат приговор. Ако не се задоволни од исходот, одлуката на комисијата, може да поднесат жалба до управниот одбор. Истото се случува и за вториот дел од испитот, за студиите на случај за усниот дел во едно. Значи, може да приложи прво приговор, па потоа жалба повторно до управниот одбор. За својата работа, не може за некој друг. Да, така? Ама точно. Не може за некој друг. Не може за некој. Ако некому му е попуштано, не може вие да приговорите на попуштањето, сакам да кажам. При сите механизми, видете, 2 бода се само од вкупните бодови дадени на усниот дел. Исто така, Академијата се стреми за да ја оттргне чувството на пристрасност. Идејата е од сега да ги снимаме самите устни одговори. Така да, бидејќи кога ќе заврши целата постапка на полагање во рамки на Академијата, кандидатот има право на тужба до управниот суд и потоа до Висшиот управен суд, ако сака да оди понатаму постапката, и по одлуката на Висшиот управен суд завршува целата постапка и Академијата конечно излегува со листата на примени кандидати. Така да ќе можат управниот суд во иднина да има и тој дел од доказите, ако смета некој дека е онеправдан при самото полагање. Каков е квалитетот на обуката што го добиваат оние што ќе се запишат на Академијата? Колку по нејзиното завршување тие се реално подготвени да се соочат со тежината на судиската и на обвинителската функција? Јас овде мислев дека емпиријата ќе помогне ако направиме едно истражување, ако ги прашаме луѓето од правосудството, дали навистина се задоволни од кадрите кои што излегуваат од Академијата.
Па како резултат на тоа остваривме едно истражување пред пар години во соработка со ОПСЕ и го издадовме како едиција, каде што ги сумираме резултатите од тоа истражување. Задоволство ми е да кажам дека 90% од анкетираните, тоа се лица кои што работат во правосудството, суди, обвинители и ги вклучивме исто така и телата, советите на судскиот совет, совет на јавни обвинители и така натаму, сметаат дека е потребно постоењето на академијата како институција и има висок степен на задоволство на кадрите кои што излегуваат од неа. Зошто стручен соработник со подолг стаж во суд или во обвинителство не би бил подобар кандидат за еден судија или обвинител отколку некој што ќе заврши академија? Можам да се согласам дека постои заради хронолошкиот след на уписот на мал број на лица во академијата, а делумно морам да кажам дека постоеше еден тип на солидарност меѓу стручните соработници, колку што сум запознаена и не се пријавува во академијата, сметајќи дека ќе постои некое премостувачко решение во тој период. Долго се зборуваше, доскоро се зборуваше. Таа категорија на лица можам да се согласам дека е онеправдана. Но сепак не можете само стажот да го земете како единствен репер за квантумот на знаењето и квалитетот на знаењето. Мора да се помине низ процесот на тестирање за да се види какво е тоа знаење и дали некој е елигибилен за еден судија или обвинител. Колку работите во текот на обуката, не вие, нели? Колку програмата е така поставена, колку едукаторите посветуваат внимание на тоа, на прашање поврзани со интегритетот, бидејќи очигледно тоа е главното прашање. Стручноста веројатно помалку, интегритетот многу повеќе. Утре кога тие луѓе кои што ќе завршат академијата, ќе станат обвинители и суди, да покажат навистина интегритет во работата. Едукацијата која што ние ја правиме вклучува и не само знаење стручно од различни правни области, туку вклучува и одредени умешности за водење на процедура, на постапка, при постапување. Исто така, во почетната обука имаме етика и деонтологија како предмет. Значи, тие во рамки на своето полагање го имат вклучено и тоа. И континуираната обука ја вклучува етиката, и во едукацијата годишна на судиите и обвинителите исто така. Не можете некому да му дарите интегритет како почетна основа врз база на која едукацијата треба да се надогради. Карактерот, личноста на човекот која се формира уште од млади години представува база врз која што треба да се надогради она што едукацијата може да го понуди. Академијата не може никому да му дари интегритет. И дополнително, самата можност некој да биде казнет професионално за непрофесионализам или дисциплински, за не раководење коректно со своите неработа на своите должности професионални, исто така може да биде некој тип на механизам кој што професионалецот би требал да го има предвид за да работи како што треба. Имате ли увид дали некој досега од оние што ја завршиле академијата, станале обвинител или судија, бил разрешен поради несовесно и непрофесионално постапување или евентуално бил дел од дисциплинска постапка? Разрешени нема. Колку што знам, едно лице е моментално во постапка, но може би на крај не знаеме каков ќе биде исходот. Една обвинителка. Сакате да кажете дека за сега добро? Кадрите за сега се покажале. Добро, но свесни сме ниско е нивото на довербата во судството и обвинителството. Тоа го покажуваат мноштво анкети кои што се појавуваат во јавноста. Вие сте, рековме, дел од алка сте во системот, што на крај доведува до ова ниско ниво. Индиректно да. Не би можела да кажам дека директно. Наша одговорност е да креираме такви кадри кои што совесно и професионално ќе вршат својата работа. Дали тоа го прават, ќе видиме со генерациите што доаѓаат, јас се надевам дека да, но оние состојби во судството
кој што верувам дека е впечаток на луѓето од причина што има чувство на неказнивост за некои работи што се случуваат во нашето општество и немаат соодветна судска завршница, барем не се уште. И верувам дека таа разочараност на јавноста рефлектира и врз нас како академија, бидејќи сме дел од правосудните институции. Се слуша повторно идејата за ветинг. При тоа се спомнуваат и судството и обвинителството, иако идејата се спомнува и во поширок контекст за сите јавни функционери. Се најавува и некаков закон што ќе дојде веројатно на јавна дебата во следните месеци. Кој е вашиот став за ова прашање? Сигурно дека, гледајќи од искуствата на колегите од Албанија, сигурно дека не би посакала да биде таков вид на ветинг како што се случи во Албанија, бидејќи освен оние лица кои што можеби со право беа тргнати од правосудниот систем, на некој начин беа отстранети или настрадаа, да речам, лица кои што можеби не би требале да заминат од своите функции. Така да мислам дека треба внимателно да се прави тоа, ако се смета дека треба да се направи. Иако верувам дека има механизми на дисциплинска одговорност веќе во двата совета, и во Судскиот совет и во Совет на јавни обвинители, кои што може да бидат ставени во функција и да се види професионалноста во работењето на постојниот кадар. Например, зошто уназад да се види зошто одредени предмети застаруваат. Еве почна со дел од нив, еден предмет, така е. Ама јас тоа би го гледала можеби последните 15 години. Свесна сум дека е тоа многу работа и дали ќе може тоа да се изведе, ама верувам дека постојат параметри и сега одредени контролни механизми да заживеат поинтензивно. За сам крај имате објаснување зошто при првиот обид не бевте избрана одново за директорка на академијата, а при вториот обид бевте избрана? Можам да зборувам само за впечаток. Вие сте директорка во втор мандат сега. Да, вториот мандат почна од 10 декември, мислам. Можам да зборувам само за впечаток мој. За самото дејствување треба да се прашаат лицата кои што се определиле вака или онака со својот глас. Првиот состав на управниот одбор, кој што првично гласаше, беше потоа променет, но процедурално беше водена постапката сосема коректно, значи во однос на објава на огласот и така натаму. Од таа причина ми беше мене зачудувачки зошто некои лица сметаа дека одненадеж и покрај тоа што беше едногласно гласано да се почне со конкурсот во текот на летото да биде објавен, потоа тоа беше главната замерка за да бидат воздржани. Дали стигна некаква порака до вас дека можеби на некој центар на моќ не сте му по кејф, да кажем? Па сега, секое лице можеби не може никако да му биде симпатично или пожелно на секого. Од таа причина, мислам дека не требаме да се замараме со такви работи. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам и вам. По паузата е новата саботажа. Слушај сега! Ќе слушаш, таче. Сега слушај! Тек ќе слушаш. Фотелја, желба за власт, пари и тендери. Сега тука рачиња умеат, дваму таму, значи лоповлук од прв ден до последен ден. Дваму таму, ки излезе се. Лоповот, вака било, така било. Мисли дека сите се лопови. Вака било, така било. Лоповот, Клептоманот, сите ги гледа како клептомани. нема криење, бе, пријатели. Лоповот, Клептоманот, тоа е. слушај сега! Сега слушај! Драг премиере, таквите мажи како вас во моје мало ги викаат папучари. Пиун! Пионот на шаховска табла може да стане и кралица, Пиун! ама коњот Пиун! секогаш ќе остане коњ. Падни, стани, Тоа е. падни, стани, падни, стани. Глупи Август,
Глупи Август овде од себе. Глупи Август, Поволен ВМРО-вец од ВМРО-вците. тајкунот од Чаир. Така ли е, професорке? Тоа е. Благодарам. Тоа е. Слушај сега! Сега слушај! Димитар, мака ми е кога те гледам. Каква глава, таков брич. Гледам колегава многу е нервозен. Затоа повторувам, Многу е нервозен. каква глава, таков брич. Но ова што се случува е навистина несериозно. Плачковци, Слушај сега! најголеми плачковци, Сега слушај! плачковци, Пиун, повторувам, глупи Август, плачковци, глупи Август, Ама конј. фалсификат, Мали прст. фалсификат. Ама конј. Оди се од тука. Оди се од тука. Така ли е, професорке? Благодарам. Оди се од тука. 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 Со ова завршуваме. Благодарам што бевте со нас. Ве поканувам да бидете на оваа фреквенција и в понеделник во 22:20. Пријатно.